На почетокот, од моето излагање поднос на оваа точка, морам да потенцирам и да прашам зошто повторно злоупотреба на европското знаме, и тоа зошто повторно злоупотреба на европското знаме токму кај овој закон, законот за вештачење. Зошто оваа власт ја силува до толку работата на Собранието на Република Македонија. Не, луѓе, верувајте, веќе ништо повеќе овде не е нормално. Значи, станува збор за еден закон кој што е прилагоден и применлив соодветно на условите и правната пракса во Република Македонија, а токму на таков закон оваа власт решила да стави европско знаме и како за се во државава што почнавме да имаме експерти за се, потенцираме експерти за се, и нашата комисија за европски прашања стана експертска во наводници комисија или комисија за се во Собраниево. Па така и законов за вештачење го гледавме во комисија за европски прашања. Нагласувам по кој знае кој пат и тука имаме злоупотреба на европското знаме. Ќе се трудам да не се повторувам со колегите кои говореа претходно, меѓутоа сакам конкретно да се задржам на неколку члена или на неколку проблеми кои што ми оставија како проблеми впечаток додека го читам овој предлог закон. Посебно тука гледам проблем во членот 20, односно сметам дека има нешто задкулисно зад измената на текстот на законот. Членот 20, стекнување на лиценца без полагање на испит. Вика, може да се стекне, меѓу другото, нема да го читам цел член, лица кои завршиле факултет од областа која што ќе ја вештачат, и дискреционо право, неколку колеги кажаа дека има право министерот да даде на тоа кој ќе биде вештак. Како може да се даде на некој право да вештачи, да одлучува за некоја судбина, ако не може да се стекне со лиценца за вештак? Апсолутно не држи место тоа што се вели во законов дека ќе има завршено факултет од областа во која што ќе ја вештачи. Имено и досега и едни од правилата за да се стекне со лиценца и на луѓето кои што се лиценцирани вештаци е да имаат образование од областа која што ја вештачат. Апсолутно не држи место и не држи вода овој член да се дава лиценца заради образованието или заради нешто од овие наведени предлози тука од страна на министерот, а да истиот човек не може да земе лиценца. Дали ова се прави со цел на тие што не можеа да положат за лиценца во изминатиот период, па тоа е начин да се премости. Истовремено ова власт или судската власт им дозволуваше на луѓе без лиценца да вршат вештачење, па сега ова е начин да се премости, да им се дадат лиценци, а истовремено истите со години, имаме примери од неколку луѓе кои што со години не можат да положат за лиценца за судски вештаци. Ќе се префрлам на членот 42, кој што ќе гледам да ги поврзам овие два члена и зашто решив првично да зборувам за нив. Член 42 предвидува дисциплински мерки. И тука ќе се задржам само кај делот кај што вели, нема да ги читам сите, туку ќе се задржам на став 4, кај што вели дисциплинска мерка трајање од земање на лиценца за вештачење се изрекува ако нестручно или несовесно го врши вештачењето во спротивност со правилата науката и струката, етичките норми и конфликти на интереси. Ако преземе дејствие за кое согласно овој или друг закон не смел да го преземе, неоправдано најмалку 2 пати во тек на една календарска година отсуствува пред суд или јавен обвинител или друг државен орган, не постапи според одлуки. Дисциплинска мерка јавна опомена се става на огласна табла. Јака работа дека се става на огласна табла дека ќе го видат. Сега, јас прашувам, штета овдека што не е присутен министерот кој што беше предлагач за да продебатираме со него, заради тоа што истиот Тупанчевски кој што го предложи овој закон во Собранието, буквално откако одпред да го предложи, не испушташе прилика кога да излезе во јавност, да се пофали со овој закон кој што го пушти во Собрание, како да направил, не знам,
каква пресвртница или да не знам каква пресвртница ќе направи во судството со новиот текст, а напротив се јавуваат нови многу големи проблеми. И се надевам дека ќе може сега новиот заменик министер да одговори на прашањата кои што ги имаме, иако на претходните колеги не им одговори ништо. Меѓутоа, сега јас го поставувам прашањето. Што ќе се случи, заради тоа што во овие дисциплински мерки не е земено во предвид никаде? Што ќе се случи со оние вештаци кои што направија лажно вештачење во изминатиот период, кои што вештачеле без лиценца? Вештачењето им го нарачало обвинителството, го прифатило судот. Измеѓу им се дава, во измеѓу периодот им се давало можност да полагаат повторно за вештаци. Тие не можат да положат за вештаци, а благодарение на тоа нивно лажно вештачење донесени се судски пресуди и тука се поставува прашањето: каде е одговорноста, каде ќе биде одговорноста на вештакот кој што вештачел лажно? Каде е тука одговорноста на обвинителот или обвинителството кој што ангажирало вештак без лиценца? Каде е одговорноста на судијата, на судскиот совет кој што прифатил вештачење на вештак без лиценца, се со цел да се осудат луѓе кои што се со различна, кои што не припаѓаат на политичката гарнитура на власт, да им се удри печат како да се криминалци, а воедно нив сушност ги вештачеле луѓе кои што се криминалци. Заради тоа што искуството од минативе години ни кажува дека од овие вештаци кои што немаја лиценца за вештачење, кои што вршеа вештачења, од оваа власт, од оваа владеачка гарнитура се наградени и истите сега имаат високи државни функции во Република Македонија. Како што не сносеа одговорност за тоа што го направиле, ни со овој закон не се предвидува овие луѓе да имаат некаква одговорност. Многу проблематично е тоа што еве сега конечно со овој закон се спроведува и нешто што се најавуваше уште од 2019 година, именно се предвидува затворање на Бирото за судски вештачења, кој што според мене навистина ќе биде проблем. Сметам дека Биро за судски вештачење на држава треба да има. Меѓутоа, она што е уште попроблематично и кај јавноста, кај сите остава сомнеш дека задкулисно и со овој закон целта е да се озакони корупција во државава, е тоа што Бирото за судски вештачења се затвора, а ќе се овозможи приватни фирми, не знам како ги именувате таму, да ги вршат вештачењата наместо Бирото за судски вештачења. Исто така, во изминатиот период имаше случаи, тука повторно се разгледува регистарот на судски вештаци, кога различни судови си ги толкуваат различно она дали може да вештачи физичко лице или мора да биде правно лице. Сега со овој нов текст на закон се регулира. Нагласено е дека и физичките лица можат да бидат судски вештачи, иако тие цело време се во регистарот на судски вештачи и обвинителите и судовите ги земаат точно од регистарот кој што го има во Министерството за правда. Меѓутоа, што ќе се случува со оние кои што беа отфрлени како физички лица кои што изработиле судско вештачење во изминатиот период? Кај ќе биде одговорноста тука на судските органи? Имено овој предлог текст на закон има многу недостатоци и не предвидува решавање на проблемите со кои што се соочуваме како држава, со кои што се соочува и судската фела, туку напротив, ќе ги продлабочи проблемите ако не дозволите да се делува амандмански. Заради тоа што и луѓето кои што вештачат реагираат дека не биле консултирани при
спремањето, односно при подготвувањето на овој закон кој што денес го разгледуваме на оваа седница. Благодарам. Бидејќи е исцрпена листата на пријавени за збор